Почитувани, добар ден, време е за црвена линија. Владата донесе одлука за ограничување на бруто профитната маржа во трговија на големо и во трговија на мало и одлука за утврдување на највисоките цени за одделни производи во трговијата на големо и во трговијата на мало. Одлуката соопшти заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски и во неа се ограничува маржата на над 1000 прехрамбени и непрехрамбени производи во 3 категории. Прва категорија 5% за основните 8 производи: млеко, леп, брашно, јајца, масло, јогурт и кисело млеко. Втора категорија 10% за 55 прехрамбени производи: месо, млечни производи, шеќер, конзерви и житарки. И трета категорија 15% за 39 други прехрамбени производи и хигиенски средства: овошје, зеленчук, пелени, детергенти. Оваа одлука ќе биде во сила до 30 април 2025 година и владата очекува дека со оваа мерка цените ќе се намалат во просек за 10%. Некои граѓани ја поздравуваат одлуката, други сметаат дека ова е само привремена мерка која нема да даде долгорочни резултати, а трговците се скептични и прашуваат. Ова одлука ќе донесе мало олеснување на почетокот, но што после 30 април? Ке следуваат ли повторно повисоки цени до нова одлука? Граѓаните бараат долгорочна стратегија за стабилизирање на цени, а не привремени мерки. Едно е сигурно, вниманието на јавноста ќе биде насочено кон цените во маркетите. Црвена линија прашува дали намалените маржи на вистина ќе донесат поевтини производи. Црвена линија прашува и на Инстаграм, но за да учествувате во Инстаграм стори анкетата, треба најнапред да го заследите профилот на Телма телевизија, како и профилот на Црвена линија, но кликнете на Инстаграм Телма телевизија, на Инстаграм стори и секако дадете одговор на денешното анкетно прашање. Мерката на владата ќе донесе под А поевтини намирници според вас или пак под Б скриено поскапување? Кликнете на вашиот одговор, секако ќе пресметаме во проценти и ќе соопштиме конкретна црвена линија. Во продолжение, пред да почнеме со дискусијата, односно со вклучување вас, драги мои, ќе го погледнеме прилогот на Огнен Чанчаревиќ. Новоформираната стопанска комора на трговци на големо и мало, претежно со прехрамбени и непрехрамбени производи, пијалаци и тутун, бара итен состанок со премиерот Мицкоски и министерот Дурмиши, откако владата донесе одлука за скалесто ограничување на маржите и утврдување на највисоки цени. Тие се незадоволни од одлуките за кои сметаат дека ќе нанесат штета, ќе испратат негативна порака до потенцијалните инвеститори и ќе го доведат во прашање функционирањето на членките на оваа комора кои вработуваат 4700 лица. Оттаму додаваат дека предлозите кои ги доставиле треба да се земат предвид и дека одлуките на владата офаќаат меѓу 3 и 4000 производи. И сметаат дека во вчерашната изјава заменик министерот Маријан Ристевски самиот се демантирал. Од една страна се навидува дека основните производи се маржираат од 20 до 25%, што е причината за ограничување на маржата на 5%, но од друга страна се тврди дека нема да има значително намалување на цените. Логично е цените да се намалат за 15-20%, доколку се намали маржата на овој начин. Дополнително овие одлуки не ги заштитуваат социјално загрозените граѓани, туку најголемата финансиска корист ќе имаат потрошувачите со повисоки приходи. Од владата се настав дека одлуките се базирани врз анализа на податоците за маржите и приходите, а за барањето за средба очекуваат официјално барање. Дозволете ми да потенцирам дека и ние како влада ги цениме оние податоци кои што се јавни, а тоа е во однос на приходите и профитите кои што ги имаат трговците и цениме како влада дека на вистина треба да имаме поголема одговорност кон граѓаните. Ваквите одлуки ги носевме врз база на диалог, ние имавме средба со Стопанската комора која што ја побара, направивме еден на вистина диалог кој што одеше во насока на тоа како да ги средиме овие состојби кои што на вистина ги загрижуваат граѓаните и цениме дека ваквите одлуки кои што се донесени од владата се оправдани и се базирани врз основа на диалог. Владата вчера донесе две одлуки со кои се ограничуваат маржите од 5 до 15% за 102 групи производи, а со другата се замрзнуваат цените за 8 продукти.
Шекерот, млечни производи, маргарин, путер, граф, конзервиран зеленчук и овошје, газирани сокови, пиво и вино ќе бидат со маржа од 10%, а со 15% дел од свежото овошје и зеленчукот, детергенти, средства за хигиена и бебешката храна. Постапувањето на сила, одлуките ќе траат до 30 април. А сега со нетрпение очекуваме да ве слушнеме вас. Овој пат како потрошувачи и купувачи. Црвена линија денес прашува дали намалените маржи на вистина ќе донесат поевтини производи. 02307-005 е нашиот телефонски број. Верувам дека за ова издание на Црвена линија ќе се охрабрат и вклучат оние кои што досега можеби немале пракса, ниту желба да се вклучат во контактна емисија, ќе направите отстапка и секако ќе дадете одговори на нашите прашања. Една напомена многу важна, значи повртењето на нашиот број, секако и задолжително намалете го целосно тонот на ТВ приемникот. Нешто подоцна секако ќе ве потсетам да не заследите и на социјалните медиуми, пишувајте на профилот Црвена линија, објавена е темата, коментари и споделувајте. Истото е објавено и на профилот на Телма телевизија, така да меѓу вклучување гледачи секако ќе продолжиме праксата на читање и коментари. Добар ден. Поздрав. Голем поздрав и до вас. Послабо ве слушам, но како да е, ве слушам. Одлично ве слушам. Во врска со прашањето, дали ќе се добијат поевтини производи со меркиве најнови на владава, право да ви кажам, 10 до 15% не е тоа. Очекував многу поголеми драстични паѓања на цените, затоа што имаме балкански плати, а европски цени. Тука е толку несразмерно да 10-15% ништо нема да влие. Особено за посиромашните. За побогатите, дали и да им е поскапо и 50-100%, они се шетат низ Дубај и баш им е гајле што направија потопов дека. Значи, зборот ми е ништо од сето тоа. Трговците пак ќе си најдат они начин се тоа да си го... Ќе најдат они канали, некаде ќе покачат на други производи кои не се офатени, а мораш кога тогаш да ги земеш, може би не се основни животни, меѓутоа пак ќе треба да ги земеш, па така да они ќе бидат пак пола-пола. Како и да е, септември доаѓа, ние вака така ќе преживееме, меѓутоа некои главни фаци во септември не знам дали ќе преживеат, фигуративно кажано, тешко да ќе преживеат, а особено овдека во општина Аеродром, само да кажам, во една канцеларија, денеска бев таму, кај што казнуваат граѓани, се пуши во јавна просторија, на јавно место, во работно време се пуши. Тоа пренесов на надлежно место горе, на највисоко. Што ќе се преземе, не знам, меѓутоа, знаеме и ние да казнуваме. Септември доаѓа. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам што бевте и прв гледач. Со вас ја започнуваме денешната дискусија во Црвена линија. Секако останете со нас да слушнеме останатите граѓани денес како потрошувачи, какви одговори ќе дадат на прашањето, дали намалените маржи на вистина ќе донесат поевтини производи. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Сакам да ви кажам само да власта да не удара со глава во зид. Не може со овакви маржи да обстане никој, ни трговијата, нити тие. Што би било власта како таква, прво да се ја намали нивната плата, нека ја намали струјата, нека намали трошковите, па после нека мисли за други работи. Дали цени ќе намалуваме, маржи или не знам, или што знам. Со овие вакви работи нема да имаме роба на рафтовите. Со 5% маржа никој не може да обстане и да живее како трговец. Ни еден. Луѓето ќе бидат отпуштени од работа, да направат друга ситуација во нашата држава. Уште полоша ситуација. Такви работи правеа претходната власт, паднаа од системот, со новата власт, исто ако почне со такви работи, ќе паднат и тие од власт и никогаш нема веќе да имаме власт. Никој нема ни да гласа, ни да... Нема иднина со такви луѓе. Нема иднина со такви.
со кој што нашиот народ ќе обстане и ќе живее во оваа држава. Со 5%, со 10%, на некој ќе му дојде добро, на трговците нема да му дојде добро. Така да нема единогласен. Тоа е од мене. Благодарам еве што споделивте како гледате на темата денеска и кои се вашите размислувања. Ви подсетувам, време е сите вие кои што нема да успеете да се вклучите во живо или може би ви е полесно и поедноставно, пишувате коментари на Facebook профилот е Црвена линија, објавена е темата таму, еве ќе ви покажам како изгледаме на социјалните медиуми. Секогаш низ графика, цртеж или фотографија, прашуваме денес дали намалените маржи на вистина ќе донесат поевтини производи. Подсетувам, ќе читаме коментари меѓу вклучување гледачи. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Добар ден, ме слушате? Да, повелете. Ме слушате? Добар ден. Да, повелете. Намалете го тонот на телевизорот веднаш. Добро, сега ме слушате добро. Да, почнете. Така. Дали навистина ќе донесат поевтини производи, тоа не верувам. Затоа што пред нова година пролом вода беше 30 денари, сега е 60 денари. Битосиот кисело млеко беше 25, сега е 40. Кристал зејтинот беше 70, сега е 100 денари. И други цени се покатија, значи не 50%, 80%. Ви се чини ли еве дека ваквата мерка на вистина ќе донесе поевтини производи? Видите сега. За нас работници ви треба сега да ја покачат минималната плата, да ни ги вратат парите за хранарина и превоз и тогаш работникот ќе живее со 30-35 илјади. Така, благодарам многу за вашите одговори. Жал ми е што малку повеќе време изгубевме во однос на квалитетот на тоа колку се слушаме, но еве нека биде и примерно воедно и напомена, ве замолувам, доколку го завртите нашиот број 02-307-005, задолжително од технички аспект намалете го тонот целосно на ТВ приемникот. Од тие причини нема да можете да не слушнете добро, ќе имате чувство дека некој друг зборува и така секундите ќе поминат и ќе се истрошат на тоа колку и како се слушаме. Така да само намалете го тонот на ТВ приемникот и пишувајте коментари. За кусо време ќе почнеме и со нив. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден. Да ви кажам сега, точно така, значи нема да опстанат стопанствениците. Па чекајте, стопанствениците се веćината во множината во државата или народот. Значи овдека треба да се работи за народот. И значи стопанствениците пак не водат државата, не уценуваат наш народот. Значи они зависат од нас. И како може со 5, 10, не знам таму колку посто, не можеле стопанствениците да преживеат, значи ова. Значи јас сум дете на стопанственик уште во Југославија. Многу убаво знам колку и како се заработува и со што. Меѓутоа ова преку лет погача. Како може он, па срамота е на бебешка на таму, што голем бебешки пелени храна таму, што знам 15%. И вие сакате после, значи деца да се раѓаат и се не знам нише кој збор да го кажам. Значи како може волку, јас уопште не се сложила со владата. Значи владата е пак во коалиција со стопанствениците. Ќе отпуштеле работници, не можеле. Нека отпуштат. Ќе влезат други маркети од други држави. Значи не може, мора да има конкуренција. Не може ваква уцена на народот. Само да живее тој што е богат и што може. Па народот овдека се бори. Народот ја бираше оваа власт. Овие се смешни маржи овде што се наставени, што се однакво. Молим те на Зеленчук и таму што ти ја знам колку таму има. Ова е срамота невидена. Значи владата треба малку да се преиспита и долгорочно, а не...
Благодарам. Напомена да се внимава и на таймерот. 90 секунди е едно јавување. Благодарам за одговорите. Ајде да го прочитаме и коментарот кој што ни пристигна од господинот Лазар Станоевски. Вели, намалените маржи може да доведат до пониски цени, но не секогаш. Ако трошоците за производство, транспорт и суровини останат високи, намалувањето ќе биде мало или привремено. Исто така, ако нема доволно конкуренција, трговците можат да ги задржат цените високи. Значи, ефектот зависи од пошироки економски фактори, не само од маржите, иако пишува маржите. Благодарам многу, господине Станоевски, за коментарот. Продолжете и останатите, пишувајте, тоа е активно учество секако во Црвена линија, ќе читаме коментари. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Видите, во една прилика реков дека мора државата да ја земе некои работи и она да каже како да ги продаде и колку да ги продаде. Меѓутоа тоа нече да има нешто позитивно. Април ќе си помине како април, од тоа нема некоја фаза. Мене ме занима едно, го слушам по телевизија, сега беше најава некоја 3000 продукти. Ајде да идеме од 3 маркети, 5 најголеми, да видиме дали имаме ние 3000 продукти во државата. Луѓе, 3000 продукти, се збори 3000 продукти. Значи, кој тоа го измисли 3000 продукти, производи, како да ги кажам? Тоа мене не занима, највише за тоа сум се јавил. Кои се тие 3000? Значи, во најголемите маркети, во 5 ќе влеземе, во сите 5 дали има 3000 продукти. Тоа ме занима. Од кај таа бројка 3000 продукти? Дали може некој да ми објасни и да пише и да напише кои се тие 3000 продукти? Од игла до локомотива. И во Косово, и во Србија немаме ние 3000 продукти, да луѓе. Користиме некои 10-15 продукти. Значи, сакам некој да ми објасни само за тоа што 3000 продукти. Поздрав, тоа е од мене. Благодарам многу, а еве секако ние ќе потсетиме дека ваквата одлука всушност за ограничување на бруто профитната маржа во трговија на големо и во трговија на мало ја соопшти заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски. И во неа се ограничува маржата на над 1000 прехрамбени и непрехрамбени производи, тоа во 3 категории. Во првата категорија 5% за основни 8 производи, како млеко, леб, брашно, јајца, масло, јогурт и кисело млеко. Во втората категорија се 10% за 55 прехрамбени производи. Тука спаѓаат месото, млечните производи, шеќерот, конзервите и житарките. И трета категорија 15% за 39 други прехрамбени производи, хигиенски средства, овошје, зеленчук, пелени, детергенти и така натаму. Дали намалените маржи на вистина ќе донесат поевтини производи? Тоа е она што прашува денес Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Па еве, ви се чини ли дека ваквите намалени маржи ќе донесат поевтини производи? Не верувам почтено Тина. Ве слушам. Со овие минимални плати кои ги имам моментално, тешко да ме се искајне крат. И не знам за како мислат они, некои лесно е да седиш во фотеја со 1000 евра плата и некои со 250 евра плата или 350 евра до крајот на месец. Многу е лесно да кажеш намалени производи кога трговци се богатат преку народот. Секојдневно и да кажат они дека се намалени маржи, унапред да ги качуваат цените, а после и да намалат, тоа се е џабе, значи. Се одразува на гробот на народот. Дока минималната плата основно е на ваа просек, дока не замине најмалку 500 евра да биде тешко да ги испадне со крајот на овие цени. Без разлика дали ќе намалат или не, тоа нема да осети ништо народ. И затоа не знам, не верувам ништо на ова, но тешко му на народот. А не оне што зборуваат дека седнало во некој фотелја, дека ќе со 700-800 евра плата, па е лесно, ама тоа браш со народ, со минимално и оне загрозени, е тешко него. Така. Едноставно,
Поздрав многу голем до тебе, почитувано, и се слушаме се за убаво. Така е, благодарам многу, драго ни е што се вклучивте во денешното издание на Црвена линија. Останете секако да слушнете останатите гледачи денес како потрошувачи, какви одговори ќе дадат на нашето прашање, а тоа е дали намалените маржи на вистина ќе донесат поевтини производи. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Повелете. Значи, ги покачија цените. Овоа намалување на кои цени се? Значи, се покачија, видовме 30, 40, 70, не знам сега, карикирам таму на све како што имаше, гледаме сите, читаме. Ги покачија толку многу, а пазите колку малку ги симнуват. И сега молим те кои производи таму, не знам, овоше компир, кромит, таму што има, не знам, 15, сколку посто. Абе, луѓето форано јаделе лепи кромит или компир да може да се прехранат. Сега тоа денеска веќе доаѓа луксус. Па ја не знам оваа влада и не знам по кој критериум и како седнале да ги ставаат тие проценти и што е остано. Абе најосновното нешто што е за човекот таму не може 5 производи не се најосновни да преживееш и молите 5, 10, 15. Значи пак овдека врти случаи па се иде во корист на стопанствениците. Не можам да сватам како може да се жалат стопанствениците кога ДДВ-то им се враќа. Во трошкови им се признава гориво и да не наредувам, немам време, еден куп производи. Еве им го ќарот. И што прават таму со тие? Купува 30 денари патиџан, ти го продава таму 130. Па колку проценти е тоа? Дај да видиме патиџанот како го купи, колку го купил. Каде е таа сива економија? Ти на кванташки немаш фискална, немаш ништо. Додека таа сива економија не се сузбие и додека вака владата им допушта како што сака стопанствениците да прават, ние ништо не правиме. Не може народот да преживее и не може оваа држава да функционира за народот. Ке посетам само, внимавајте на тајмерот. За сите останати кои што ке сакате повторно, нели, бидејќи 90 секунди не се доволни, слободно завртете го повторно нашиот број за нови 90 секунди. Ве префрлам онаму каде што пристигаат нови коментари. На Facebook продолжуваме со коментарот на господинот Златко Николовски, кој што напишал: ограничување на маржи во пазарна економија не треба да има, затоа што тоа е краткотрајна и непродуктивна мерка. Треба да се воведе прогресивен данок на маржа. Благодарам господин Николовски за коментарот. Продолжете да пишувате. Секако ќе читаме и понатаму коментари меѓу гледачите кои што ги вклучуваме во живо. А ние продолжуваме и ве прашуваме денес како потрошувачи дали намалените маржи на вистина ќе донесат поевтини производи. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види вака, ја би кажал, како што, да речеме, у држава имаме национални концесионери телевизиски, или колку се, 6 телевизии, колку се, така државата, ако веќе решила да прави такви работи со маржи, со ова, со она, нека се договори со неколку приватни маркети, кои гравитираат по поголеме дел од територијата на држава, да му субвенционира, значи, за робата што ќе, да речеме, он може ќе изгуби, ама затоа државата ќе му субвенционира, али затоа па другите конкурентни маркети што се може да губат, затоа што овој ќе работи под пуна пара со некои пониски цени за тебе и за мене. А овие кога ќе видат дека нема фајде, дека државата на овој го субвенционира и он си функционира супер, тогаш ќе мораат и они да симнат цени. Ама ја мислам дека тука не е одговорот на прашањето. Ние сме врзани за Брисел. Доволно е само кога дознав како иде цената на плинот на европско ниво, 4:1 од претходните 1:1 со рускиот плин што беше преку тие руски гасоводи, сега е 4:1. Сега рачунате колку мора да бидат покачени цените кај нас. Ке посетам само, внимавајте на тајмерот. Благодарам за учеството и одговорите. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Цените са па-високи, Тино. Цените са високи. Не треба 20.000 евра казна за газдите. Треба клуч на врата. Па нека одат, нека копат, нека продават, после нека садат.
газдите. Клуч наврата, а не 20.000 евра. 20.000 евра он во една ден ќе собери ќе и плати. И па скапо ќе продава. Затоа клуч наврата инспекцијата кој не намалува цените, клуч наврата. Тогаш да видиш како ќе ги намалат. Или ќе копа, или ќе продава. Од двете едното. Нека бират газдите, а работниците ќе се снајдат. Што снајдат работниците? Ви се чини ли дека ваквата мерка на владата ќе донесе поевтини намирници или скриено поскапување? Нема ништо ефтино да донесе. Кошничка месец за месец, тоа кога денеска ќе јадеш скапо, утре поскапо и нема ништо. Кошничка не важи за месец за месец. Треба да ја вратат цените од ланската година. Од јануар па да бидат сега. А инче вака ништо. Месец дена. Шо е месец дена? Така, благодарам многу и вам за одговорите. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Поздрав од Александар од Пирава. Голем поздрав до вас, Александр. Прво се јавам на вашата телевизија затоа што еве денес успеав да ве добијам. Драго ми и верувам не и последен пат. Вака, јас сум земеделски производител. Мерките на владата за цените, во врска со цените, во врска со скапотијата, тоа се однесува најповеќе за вас скопјаните. Тоа ќе удри најповеќе врз земеделците. И тоа веќе ние го осеќаме. Зелката до скора беше откуп од 30 денари. Сега веќе падна на 20 денари. Што значи автоматски одма ние тоа го осеќаме на свој грб. Наместо да се менува тоа што треба со цените и како треба да се регулираат цените се производството или секој производ да добие цена таква каква што е по производна цена по сите математики, ние се занимаваме наместо со тоа, се занимаваме со менување на грб. Но да не должам за тоа. Секој производ што се произведува од земеделието мора да добие државна цена и од тука да почне стартот. Затоа што вие плаќате нешто што може... Морам да напоменам, правилото во црвена линија е едно вклучување, односно едно излагање е 90 секунди. Но нема да изостава многу да ви се заблагодарам и драго ми е еве што успеавте за прв пат да се вклучите во црвена линија и верувам дека нема да биде и последен пат. Можете да слушнете досега што одговорија нашите гледачи како потрошувачи, а сега да продолжиме и со останатите. Добар ден. Ало, добар ден. Па Љупчо, дали намалените маржи на вистина ќе донесат пониски цени? Па не знам, прво да прашам јавноста дали сум компетентен да дискутирам на оваа тема, треба да ги прашам оние полтроните. Ве молам без коментари за останатите гледачи. И за вас важи. Вака, мислам дека ќе направи повише беља. Ало? Да, продолжете. Затоа што е време на мерки ќе трае само до 1 мај. Си прашувам зашто не го фатила ни 1 мај. Па после што ќе правиме? Сакам да прашам, па годината нема 60 дена, има годината 360 дена. Што ќе прават овие луѓе после април месец? Цените ќе се вратат на старо, маржите ќе се вратат на старо, и што сте добиле? Ништо. А сте направиле поише проблем. Кој што каза претходникот, сега не му е сезоната на зелката, наместо да има човек од цена, вие му рушите цената на зелката. Ете колку е доходовна мерката, сакам да прашам. Тоа ќе го направите утре и со доматите и со пиперките, кој ќе почне сезонско ако почне. Наместо, ја реков, дури се плашам, не дај Боже, ако овие стопанственици, трговци поведат уставна постапка, па кој ќе ми ја плаќа штетата за овие 60 дена? Нешто овдека, знаете како е популистичка мерка е. Државата треба да оди да води конкуренција. Еве, ај сега знаете што ќе повлече друг бран. Сега ќе повлече, па зашто државата да не ги
Овој регулира цените на лековите со маржите, на здравствените услуги во приватните болници. Сакам да прашам. Благодарам за 90 секунди и секако за вашите одговори. Останете да слушнеме достанатите гледачи што ќе кажат. Добар ден. Дали се слушаме? Ќе дадеме уште една шанса, се разбира, и една напомена, особено за оние кои што може би за прв пат ќе се вклучат во контактна емисија. Ало? Намален ли е тонот на ТВ приемникот? Намалено е се, ве слушам добро. Одлично. Повелете, ве слушаме и ние. Ајде, вака. Дали на маржи во трговијата или во сите сектори на нашето работење треба да има ограничување на маржи или не? Зборувам за намалена маржа на трговијата. На големо е таткото. На таткото едниот син е во Грција или Албанија, кој што увезува домати од Турција 30 денари, тој од Албанија или од Грција одма пишува 60 денари на нашите, овдека таткото како главен увозник ќе крене 10% на цената, синот и 10%, 15 до 50% е тука да се тој ланец малку заокружи, да се види нашите инспекцијски служби на владата, да се види дали е тоа така или јас може би грешам. Сега, би зборил за трговијата, кај што не е трудот на работникот вреден, на градежништвото. Како може градежништвото при намалување на цените во последните 2-3 години, мора бргу да зборувам, извините, се намали за 30%, а они ги зголемија цените за 250% и уште не ги опорезуваат како сите други и мали дуќани 10%. Благодарам за одговорите, благодарам и за учеството. Посетувам, внимавајте на тајмерот, но додека траеме. Секако ве охрабрувам, завртете го повторно бројот за нови 90 секунди. Ве префрлам на Facebook, ќе продолжиме и со коментарот на Василеон Александрој Македонон. Еве што напишал Василеон. Решението е да се покачат платите 100%. Сите само критикуваат високи казни, требало за возачите, казни за трговците, комунална хигиена, Скопје не чистела редовно, а дали некој ги прашал луѓето, вработените, како преживуваат со 24.000 денари плата. Директно разговарав со вработени од комунална хигиена Скопје. 10 години, во 10 години на сите останати платите им се покачија за 100%, цените се покачија 200%, но вработените од комунална хигиена Скопје останале заборавени. Реално да се погледнат проблемите, не само пензионери, ова вака сега. Ве молам, значи немојте да користите можноста каде што можете продуктивно да дадете коментар. Еве, ова, например, критикување на тоа дали само пензионери се јавуваат на контактни емисии и бараат казни, тогаш пензионерите нека ги казнат. Значи, црвена линија секако ги охрабрува и помладите, ако веќе им е незгодно да се вклучат во живо, тука е Facebook, социјалните медиуми, пишувајте вака коментари, ќе ги читаме. Како и да е. Плати требаат најмалку треба да изнесуваат најверојатно 62.500 денари. Тоа е решението без приход каде. На дно сме, народот едва и преживува, не живее. Така да, Василеон, благодарам за коментарот и секако напомена, без критики кон останатите гледачи, ве молам. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Благодарам. Дали намалените маржи донесат поевтини производи? Нема да донесат поевтини производи. Мене едно не ме е јасно. Сите се жалат. Се жалат земјоделците, производителите, се жалат дистрибутерите, се жалат трговците. Трговците се жалат, а најголеми заработки има. Имате статистика. Веро колку заработило, колку милиона, колку заработил Кипер, колку заработиле Кам маркети. Од каде ти е толкава заработка? Па таква заработка не може ни во Германија да заработа. Имаме стручњаци,
Гласаме за стручњаци, треба да утврдат кој е во право. Плаќаат кири, огромни кири плаќаат. Каде одат тие пари? Има сива економија. Тука треба да се сузбие. Не ќе покачиме пензиите, ќе покачиме платите. Ќе покачиме ова, ќе покачиме она. Ние одиме само ланчано, одиме нагоре, за да го стигнеме пикот горе. И после, до каде ќе стигнеме? До никаде. Мора да имаме производство имаме ефтино, а граѓаните плаќаат огромни суми. Кило зелка вика 15 денари падна за цената сега, а ние ја плаќаме во трговци да плаќаме 50 денари по половина килограм. Па кај го има то? Благодарам и вам за одговорите. Останете со нас. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Па, видете вака. Ова масло е на владата уствари и нема ништо да биде од ова работа, бидејќи тие веќе ги кренаат цените, така да може ги нешто ќе намалат, тоа ќе биде денар-два, како што беше минатиот пат, а ништо повеќе нема да биде. Бидејќи сите фирми се на луѓе од ова власт, значи од Агромаркет, од сите маркети, Тинекс, Кам маркет, сите маркети се од ова власт. Мислам, газдите се од ова власт, така да тие веќе ја знае ова работа, ова мерка дека ќе се донеси и веќе кренати му за цените доволно. Така да ништо нема да биде, ќе биде како што беше минатиот пат со такошничката новогодишна. Иначе Грк не можеме да видиме во градот, од Битола се јаво, не идат поќе Грција, порани одеа со полни корпи, со полни багажници, ки полнеа колите тука, кај нас во Битола. Грк нема дојдено веќе, еве го ќе прави веќе година дена, кај што нема стапнато Грк тука, во Битола така. То можат и други битолчани да потврдат, не сум само јас. Тоа значи дека скапо име. Благодарам многу за учеството и секако за одговорот на прашањето. Дали намалените маржи на вистина ќе донесат поевтини производи? На Фејсбук еве што напише и госпоѓа Цветанка Стојановска. Со балон цени на производите, намалените маржи нема да допринесат за поевтини производи. Заменик министерот за економија Маријан Ристевски од вчера гледам не ги носи на очарите, веројатно без нив новите наводно поевтини цени на рафтовите ќе сака да ги гледа поматно. Поздрав и до вас и благодарам госпоѓа Стојановска за учеството преку коментари. Пишувајте и понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете. Јас ќе ви кажам едно. Маржите нема да донесат никако пониски цени. Пониски цени треба да донесат земјоделците. Сега ќе ви кажам за земје. Толку многу не лажат, ова не лажат со опашки. Оваа влада се, ако дојде на власт уште во август, кажа дека субвенциите се исплатени. Еве јас дојдете од вас човек да провериме, субвенции немам за 2023. А тие кажа дека има добри. Значи, 5 пати одев за едно решение, по 600 денара плаќав такси во две правци, 3000 дадов само за превоз. Субвенции нема. Значи, додека власта нас не лаже, не нас ги лаже и граѓаните, дека субвенции дава, и сите веруваат дека дават субвенции. Субвенции не дават, јас да ви кажам. Може да зема некои пријатели, некои големи фирми, ние ситите земјоделците субвенции не земаме. Јас сега имам лози, имам 30.000 потрошено по лози, подавачи, реформатеријали, орање, ѓубрива се, а немам ни денар земано. Така држава не се води. Додека во Македонија нема образован народ, бидејќи за мене ова се е фалш, нема образован народ. За мене, лично. Ако има образован народ, да не крени народот, како да работиме, што да работиме, ние ќе имаме производство. Како можевме за време Југославија, цела Југославија да ја раниме, а сега не можеме 2 милиона народ да го раниме. Значи не е проблемот во производителот, треба да им е јасно. Јасно е во овие што си се...
Благодарам за учеството. Подсетувам, внимавајте на тајмерот. 90 секунди се предвидени за едно јавување. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Господје, јас би рекол со ваша емисија што го надете за овое поевтувањето и што се поскапиле по маркетите, јас би рекол ова е мафија држава што го пропастиле на чисто. Само спас е за оти више на праг на распадување на државата. Треба што подхитно да се донесе и да доаѓат други луѓе, Титовиот систем да го носи за да се спаси оваа држава. Иначе отиде ова све, го зема, река го зема. Само тоа е спаси. Ова е да се уапсат, да се носат све у голиот ток, кај ги носеше Тито све. Ајде, ви се чинили, ве молам, намалените маржи на вистина дека ќе донесат пониски цени? Ништо нема да се донесе. Ништо нема да се донесе, само спасје од А до Ш Титовиот систем да се носи и све да се уапсат у голиот ток. Од А до Ш. За спас Македонија тој систем да се враќа назад. Иначе отиде државата. Јас сум бил по фабрики 11 октомври, 3 автобуса дневно сме извадили со клуч на рака за цел свет. Сега нема ни шајка тама, не е наодане. Благодарам многу за вашите одговори и за учеството во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Дали нешто ќе се намалат маржите околу производите, и јас ќе се согласам со сите претходни дека нема. За жал. Значи нема. Сега зошто нема? Ќе поставам едно прашање до сите, дали знаат што е Унидром договор. Сега, откако ќе се отиде до него, ќе се види дека кој ги одредува даноците во секоја држава, а тоа е Ватикан. Значи, имаме македонски народи, имате Телеграм, имате да видите само докаде нашите браќа словени, горни, србите се дојдени. Значи, како ја откриваат целата мрежа за да дојдат до ова, откритие. Па и со камери снимање до самата организација во Белград. И се разбира, тука се нивните, пипци во невладините организации. Па сите невладини организации можете да ги видите кои се, веќе, кај нас се установија Унидром. Затоа ве молам, истражете, да одиме во коренот, да не одиме наоколу, зошто, како. Подпишано е тоа и тоа има да се реализира. Благодарам за одговорите и еве една напомена да се држиме до темата. Верувам дека граѓаните сакале, некеле, мораат постојано да пазаруваат, да колку толку, обскрбат во семејството она што е основно и потребно. Факт е дека сме сведоци на енормни поскапување на цените и тоа на основните прехранбени производи. Но владата донесе одлука за ограничување на бруто профитната маржа во трговија на големо и во трговија на мало и одлука за утврдување на највисоките цени за одделни производи во трговијата на големо и во трговијата на мало. Црвена линија денес прашува дали намалените маржи на вистина ќе донесат поевтини производи. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Директен одговор не на вашата тема. Сега, моје мислење, кое и друг пат оваа тема сте имале, имам дискутирано. Се додека се слободни трговците да набува покрај произведената храна во Македонија собствена и да увезуваат што ни треба, се до тогаш ние ќе немаме правило во трговијата. Прво. Второ, од сите олигарси, од сите партии се
Тинекс, Веро, овај, онај. То нема што да дискутираме. И сега, тие мислите че ќе се смилува? Нема шанса. Како што се смилува да ја намалат повисоката плата за пратениците. Имено, да не бегам од темата, имено, ако сакаме нешто да постигнеме, како Шведска, Данска, Германија, Холандија и кого сакате земете, државата унапре му кажува цените на производител. И тој унапре си знае на хартија колку пари ќе заработи, колку му останува, тогаш државата ги продават производите, ги пласира на пазаро или ги извезува, или ќе ги фрли, никој не ги интересира. Или увезената храна пак е преку државата. Само тогаш ќе се зауздаат цените и ќе види вистинската маржа. Вака немој да се лажиме. На тоа тема сега сака Хрватска тоа да го направи како Запад. Се друго е лага. Не можеш да ме натераш ти мене, јас зелката ти ја продавам 20 денари. Колку сакам, моја работа. Ако има некој да ја купи, ќе ја купи и за 100 денари и за 200. Да. Така, благодарам многу и вам. Ве префрлам на Facebook, пристигаат коментари. Ќе продолжиме со коментарот на Винчун. Напишал: намалените маржи ќе донесат поскапи производи со многу слаб квалитет и помала грамажа. А Борко Иванов напишал: дали тие што одлучуваат за намалување на маржите воопшто одат по маркетите? Па тие од 365 дена, 300 дена се на пат и по состаноци. Јадат и пијат на сметка на народот. Благодарам за учеството преку коментари. Вклучуваме гледачи. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Па вака, со многу гледачи се слагам, поготоа со последниот што беше, ништо нема да донесе. Секоја власт е блиска со трговците, поблиска него со народот. Сега вака, во новиниве што читам, трговците се меѓу првите 10 најбогати луѓе. Прв е Алкалоид, 800 и нешто милиони. Втор е Мак Петрол, Јосиповски, 700 и нешто. Исто, Тинекс над 200 милиони, Камбаркет над 200 милиони, и сега да не ги бројам, не ги запамтим. Доста. Првите 10 ги држат они. И ние како народ џабе, што ќе донесе власта, што ќе се договори со трговците, овие што ги спомнав, така и ќе биде. А ние како народ можеме што сакаме да се избориме. Ниедна народна власт не видов не од самостојувањето. Јас за тоа се слагам со оној гледач што повторуваше неколку пати да се тргнат од власт, да се тргнат овие партии. И јас сум за тоа, да се тргна више низ досадија на нас кој народ. Гледаме како не водат, гледаме што ни прават, гледаме колку сме посиромашни, дека гледаме колку уништуваат све, ни го уништија и здравјето, и земјоделието, и источарството. Благодарам за учеството. Останете со нас. Атанас Аце Дели Георгиев еве што напишал: на некои артикли цените се покачени и мислам дека е предоцна и владата не треба да дига тензии. Владата за струјата и за студентите што им ветија по 15.000 денари ваучери и за тоа премолчија. Добар ден. Добар ден, Раде Василев од Каланац. Голем поздрав до вас, повелете. Овака, дали ќе се намалат со намалување на маржите? Не. Нема да се поевтина производите со намалување на маржите. Нема најпрво би препорачал на владата да се отргне во мешањето на формирањето на цените по маркетите. Од кога почна да се меша владата, од она есенска потрошувачка кошница во повреме што имаме, па новогодишни и така натаму, почна ненормално да се покачува цените, онака беа искушите повисоки. Се покачува 30% се намалува само 10% и така се повише поскапи цени има. Друго, за да имаме поевтини производи по маркетите и по пазарите, мора да имаме поевтино производство. Нашето македонско производство веќе стана ненормално скапо. Без разлика дали е тоа на зеленчук, на овоше и на сточарски производи. Домати, каставици, пиперки, не знам, од овошето јаболка, цреша, праска, така натаму, или млеко, месо, јајци. Тоа е сето наше производство веќе многу скапо. Мора да се преземат мерки, долгорочни мерки, да го намалиме ние
да е нам производството да не биде поевтино. Како ќе го намалите? Со увезување на поевтини семејски материјал или со производство на наш семејски материјал. Со увезување на поевтини заштитни средства, пестициди и инсектициди. Со намалување на цена на нафта. И тогаш дури можеме да зборуваме да се намалуваат производите. Преку ноќ од маркетите што ќе намалува, не. Не се најмногу криви маркетите, криви се сите други. Благодарам за учеството. Уште еден коментар и ве водам на резултатите од анкетата Instagram Story. Дијана Ди напишала: смешни решенија на владата да се тргне внимание од промената на химната и грбот. Ништо не е ова за народот. Ова е само мачкање очи пред пропаста што не чека. Благодарам, Дијана, за учеството преку коментар. И сега да ги соопштиме и видиме резултатите од Instagram Story анкетата. За следете го пред се профилот на Телма телевизија, како и профилот на Црвена линија на Instagram. Инстаграмџи на прашањето мерката на владата ќе донесе под А поевтини намирници одговорија 19%, а скриено поскапување одговорија 81%. Времето во Црвена линија сега ќе ги донесе рекламите, а потоа повторно сме заедно во студио. Почитувани, благодарам и за оваа Црвена линија. Верувам дека утре повторно ќе бидеме заедно и секако во поголем број, за да нели крунисаме со тоа што мислат граѓаните во однос на темите за кои што зборуваме. А сега со најголем кејф комшиите ќе ги прашам она што ве праша вас. Дали намалување на маржите ќе донесе до намалување на цените на производите? Зависно од маркет во маркет. Дали се работи за голем ланец, мал ланец? Зашто? Ако се маржи намалени, реално ќе се намалат цените. Реално, каде реално? Во пракса, може би, а може би и не. А реално вака на подпис, да. Црвена линија ќе се Така ли, Тина? Имате прашање за мене од кај вас нешто? Што велат гледачите? Статистиката што вели? Ќе се намалат или нема да се намалат? Па јас ова најчесто го велам во квизот, ќе ве формулирам во еден збор: цврцки. Цврцки. Те обожаваме, Цврцки. Чао! Имаме прекрасна